Тивко и понекогаш за око незабележливо се качуваат цените на многу производи, поради што основната потрошувачка кошничка стигна до 34.000 денари, пресметаа од синдикатот. Пратејќи ние состојбите во движење на цените во трговијата на големо и на мало, дојдовме до заклучок дека сите трошкови и на нашите работници се зголемија за повеќе од 200 и неколку денари и гледаме дека цените одат нагоре, а сепак минималната плата остана на она ниво и само се усогласуваше по некои критериуми кои што не ги задоволуваат потребите за работниците. Растот на цените за граѓаните не е изненадување, туку е уште еден камен повеќе на грбот кој тие мора да го носат и да се снаоѓаат. Не, сега се покачени зејтино, шекеро, брашното, значи најотходните работи. За секој што му е најпотребно, цените ги качуваат. Па има, да, има. На млечно, на телебо еден е качен, беше 20, сега 24 и така има покачено. Кој тоа превише за вие минимални плати што се нашите пензии, во е стварно најопходно, не можеш да си дозволиш да купиш. Од синдикатот вела дека тие одамна ја предупредиле владата и работодавачите дека минималната плата мора да оди нагоре, но разбирање не нашле. И рачувам дека понатаму треба на економско-социјалниот совет да седнеме и да разговараме што понатаму, бидејќи таму партиципираат и работодавачите, да смогнеме и со владата и со работодавачите, понатаму и дека ќе направиме чекор понапред за да на некој начин и го зголемиме малку и стандарот на работниците. Но од синдикатот се убедени дека ова не е најлошото, зашто зголемување на цените доправа ќе има и начин да се зголемат платите мора да се најде. Статистиката во овој момент вели дека од минимално потребните 34.000 денари за да се преживее, речиси 75% се трошат на храна и сметки. На храна повише. И комуналите редовно се платят. Јадење и комунали мораме да платиме. Тоа најважно. За носење за облека носеме со години. На храна, на комуналите ми се скапи спрема нашето примање. Во вака тешки услови за екзистенција, здравието е на последно место, бидејќи од своите буџети најсиромашните за него издвојуваат само 2%.